Благодарам. Барам точката подреден број 12 да стане точка број 4. Се работи за предлогот на закон за дополнување на Законот за здравствена заштита по скратена постапка, предложен од група пратеници од владеачкото мнозинство. Се работи за олеснување на децата и младите со засегната здравствена состојба до 26 годишна возраст да можат да добијат функционална проценка во својот или во поблискиот град, поточно во Здравствен дом Скопје, како и во Струмица, Штип, Велес, Битола, Гостивар, Охрид и Куманово. Поради овие причини, како пратеничка група гласавме токму и за скратената постапка по однос на овој предлог на закон, исто како што гласавме и за скратената постапка за Законот за служба во армијата на Република Македонија. Ова се ретките причини кога владеачкото мнозинство вистински ја одбира и ја образложува скратената постапка и затоа го доби и нашиот глас овој пат. Инаку што се однесува до Законот за здравствена заштита и неговото периодично изменување и дополнување, морам да ги потсетам пратениците на владеачкото мнозинство дека сите бевме согласни за негово целосно менување и дополнување, но тоа беше еден разговор во едно друго време и со еден друг министер, а како што се одбиваат работиве, многу тешко е денес или утре да се седне на една заедничка маса и да се направи заеднички здравствениот устав, затоа што сите здравствени работници добро знаеме дека Законот за здравствена заштита значи исто што и уставот во парламентот. За жал, ова владеачко мнозинство ќе остане запаметено по функционирањето строго против уставот и законите и строго против волјата на граѓаните. Тоа се докажа и во саботата, кога 68 пратеници гласаа за некакви заклучоци кои што одглава им се удрија веќе наредниот ден, а одглава ќе им се удираат со секој нов и изминат ден. Затоа нема да помине ниту една седница од денес па натаму на која што нема да бидете опоменувани и подсетувани на предавството кое што му го направивте на македонскиот народ. Сите вие сте срам за Македонија и немојте да мислите дека некогаш ќе ви премолчиме или заборавиме. Барам точката подреден број 12 да биде ставена како четврта на денешниот дневен ред и очекувам најбрзо што може да биде свикана нова седница со една единствена точка на дневен ред, а тоа е расправа по однос на подпишаниот протокол. Ете, тоа е во моментов, а и во периодов кој што следува, најбитна и најитна тема. Исто така, барањето за оваа седница очекувам да биде поднесено од страна на 68-те пратеници кои што во саботата гласаа за, а веќе во неделата се докажа дека не само што го излажаа македонскиот народ, туку дека и нив самите и ги излажаа и ги изманипулираа. Благодарам. Точка 12 да стане точка 4.